Демократската унија за интеграција си даде рок од неколку дена додека се изјасни во врска со документот на ЗАЕВ. До крајот на оваа седмица Централното претседателство на партијата ќе се состане, пошто се очекува од Мала Речица да биде пуштен абер дали е можно да влезат во коалиција со СДСМ. Ова за TV21 го изјави Рафи Залити, член на претседателството на ДУИ. Kur do e kthej Kryesia Qendrore përgjigjen për LSD-s dhe opinionit? Me siguri brenda javës, brenda këtyre ditëve do të kemi kryesi qendrore dhe aty do të përveç tjerave do të debatohet edhe për platformën e ardhshme, nëse Platformën e ardhshme qeveritare. И интегративците и социјалдемократите се уште во тајност ја чуваат содржината на документот што завчера беше испратен до ДУИ, но портпаролот на СДСМ уверува дека во него стои се што е потребно, Ахмети да даде согласност за неговите 10 пратенички потписи, потребни за ЗАЕВ да покаже парламентарно мнозинство. Документот доставен до ДУИ по својата содржина е доволно добар за да ги обезбеди потписите за добивање на мандат за состав на владата. Шилегов потврди дека иако има редовна комуникација меѓу представници на партиите, од ДУИ засега немаат информации за тоа како е прифатен документот од ЗАЕВ. Иако партиите не откриваат детали, сепак доколку се земат предвид изјавите на ЗАЕВ во минатиот период, во програмата на партијата и платформата како допирни точки се јавуваат евроинтеграциите, економската рамноправност и владење на правото. Иако ЗАЕВ во ноември минатата година за TV21 изјави дека употребата на јазикот може да биде предност, неговата партија еден месец по објавување на декларацијата која потпиша албанскиот блок партии во Македонија, се уште не зборува отворено за ова прашање. Повеќе од 70% се македонски.